спремаме за овој прв домашен натпревар. Тоа е со Цандрим од Струга, но треба да почнеме утре во 17 часот. Ете еден повик за сите љубители на кошарката да присуствуваат на еден натпревар од втората лига, која е единствена со 10 екипи, доста квалитетна лига. Се игра во салата Економско училиште. Минатата година таму игравме, сите знаат таа каде, тоа е одма позади Принц. Солидна сала, така да мислим дека ќе извојуваме сигурна победа. Екипата ни е релативно таа е истата од минатата година, со исклучок што имаме 1 до 20 нови играчи, едниот се враќа од Гостивар, играше за порано до оваа сезона играше за екипата на Гостивар, се враќа, тој инако наш играч од Тетекс, играше малку таму, се враќа се во Тетекс и имаме Ацко Рафајловски кој настапувал досега во другите екипи низ Тетово. Истите играчи се, имаме некои помлади играчи, така да мислим дека екипата е спремна да направи еден добар резултат. Амбициите на Тетекс, така, банка се негде во средината на табелата да се пласираме, а утре тој натпревар нека биде повод да се собереме во поголем број, да дадеме подршка и еве сега да истакнам еден период што Тетекс слави сега 65 години од формирање. Тоа е, мислим дека е огромен период. Од тој период присутен сум ја тука многу години, скоро преку 50 години. Се надејаме дека во еднина Тетекс има некои планови да направиме и школа, затоа што сериозен клуб како Тетекс не може да функционира без во Тетово има повеќе школи, а ние сакаме да направиме наша школа, што ќе биде под капата на Тетекс. Тој проект е во едно догледно време да се направи и тој проект, да профункционираме како сериозен клуб. Некоја карактеристика за овие изминати 65 години, 65 години е долг период, но барем оној дел во кој што вие сте активно вклучен. Ете, јас сум почнал негде 62 година. Во таа 62 година има еден голем успех на Тетекс, се надпреварувал во втора сојузна лига на Југославија тогашна, со Застава Крагуевец, со Будишност, со Борат Чачак. Една силна конкуренција, таа генерација ќе остане со златни букви запишана во историјата на Тетекс, ако некогаш, ете и тоа е во план, некогаш сакам да оставим нешто, се припрема и некоја монографија. Тоа е за одбележување што стварно Тетекс у тие години имал добра генерација. Други моменти за овие години, што 72 година гостувал прволигашот Задар, се играли надвор на дрвени табли, се собра повеќе публика. Тога се правеше 20 години од постоење на клубот. 500-700. Беше Тетекс појачен со Благоја Георгиевски Буштур и поранешниот играч на Тетекс Рики Ѓорчевски. И ние го добивме прволигашот со 69-63, тоа го памтим резултатот. Јас како капитен во тогашната екипа, само ми е криво што од тие моменти немаме никаш. Таму имамо еден допис од Нова Македонија, пишува порасна прволигашот, други некои снимци, некои така нешто, немаме ништо во тој период. Стварно ми е криво што друго што сакам да истакнам, во еден период Тетекс во втора лига
негде ми се чини 2004 беше тоа така негде отприлика, стана првак во таа втора лига. Тога беа Исток-Запад и бевме први и игравме разигравање за влегување. Меѓутоа секојаш не ги крателе тие амбиции. Знаете зошто? Затоа што условите сега мора да има паркет. Тоа ни една сала нема со паркет. И у наредни 10 години така ќе биде.